Во претходното видео се запознавме со постапката на писмено делење, а сега ќе ги прошириме стекнатите знаења. Нашата училница. Да го поделиме бројот 728 со 2. Со делење започнуваме од лево надесно, односно од највисоката позиција во бројот. 7 делено на 2 не може, бидејќи 7 е непарен број. Затоа го земаме најблискиот парен број до бројот 7, кој што ја делив со бројот 2. Тоа е бројот 6. 6 делено на 2 е 3. Се враќаме назад со операцијата множење. 3 по 2 е еднакво на 6. Резултатот го запишуваме под седумката. И останува уште да одземаме, запазувајќи го редоследот на операции во делењето. Делиме, множиме, одземаме. 7 минус 6 е еднакво на 1. Како разлика при одземањето на стотките што ги делевме со бројот 2 и стотките што ги добивме како резултат на множењето со бројот 2, имаме една стотка. На оваа една стотка ќе ги додадеме двете десетки. Двојката ја спуштаме крај резултатот добиен од одземањето. Сега имаме 12 десетки. Таа една стотка што ја добивме при одземањето и двете десетки кои ги спуштивме од бројот 728. Сега го делиме бројот 12. 12 делено на 2 е еднакво на 6. Се враќаме со множење. 6 по 2 е еднакво на 12. Следува одземање. 2 минус 2 е 0, 1 минус 1 е 0. Останува уште да ги поделиме единиците. Најпрво ги спуштаме 8-те единици, а потоа делиме. 8 делено на 2 е еднакво на 4. Се враќаме со множење. 4 по 2 е еднакво на 8. И останува уште да одземаме. 8 минус 8 е еднакво на 0. Или 728 делено на 2 е еднакво на 364. Овде треба да запомниме дека, доколку при одземањето добиеме број кој што е поголем од 0, тогаш истиот тој број учествува во следното делење, односно го дополнуваме со следната позиција од бројот и ги делиме како двоцифрен број. А сега да пресметаме уште еден пример. Ако ги споредиме двата броеви кои ги делиме со бројот 2, ќе видиме дека во првиот број 728 само бројот 7 не беше делив со 2, а додека кај бројот 452, број кој не е делив со 2 е бројот 5. Во првиот пример имавме разлика која ни остана после одземањето и учествуваше во следното делење, а сега тоа ќе се случи кај десетките. Најпрво ги делиме стотките. 4 делено на 2 е еднакво на 2. Се враќаме со множење. 2 по 2 е еднакво на 4. Одземаме. 4 минус 4 е еднакво на 0. Ги спуштаме десетките. 5 делено на 2 не може, затоа што 5 е непарен број, а 2 е парен број. Но најблискиот број до бројот 5 кој е делив со 2 е бројот 4. Затоа делиме 4 делено на 2 е еднакво на 2. Се враќаме со множење. 2 по 2 е еднакво на 4. И одземаме. 5 минус 4 е еднакво на 1. Добивме разлика 1, на која што ги додаваме
двете единици кои ги спуштаме од бројот 452 и делиме 12, затоа што сега во делењето учествува и десетката што ни остана како разлика од овие два броја. 12 делено на 2 е еднакво на 6. Се враќаме со множење. 6 по 2 е еднакво на 12. И одземаме 12 минус 12 е еднакво на 0. А сега и двете варијанти да ги споиме во еден пример. Да го поделиме бројот 934 на 2. Бројот 9 не е делив со 2, бидејќи 9 е непарен број, но затоа 9 го содржи бројот 8, кој е најблискиот парен број до 9 делив со 2. Што значи делиме 8 делено на 2 е еднакво на 4. Се враќаме со множење. 4 по 2 е еднакво на 8. И одземаме 9 минус 8 е еднакво на 1. Ни остана една стотка, која со десетките прават 13 десетки. Тие 13 десетки сега ги делиме со бројот 2. Бројот 13 не е делив со 2, бидејќи е непарен број, но затоа најблизок парен број до бројот 13, кој е делив со бројот 2, е 12 и затоа 12 го делиме со 2, добиваме количник 6 и се враќаме со множење. 6 по 2, 12. Одземаме 3 минус 2, 1. 1 минус 1, 0. Од одземањето ни остана една десетка, на која ќе ги додадеме 4 единици од бројот 934 и делиме. 14 делено на 2 е еднакво на 7. Се враќаме со множење. 7 по 2 е еднакво на 14. Одземаме 14 минус 14 е еднакво на 0. За да ги повторите и утврдите стекнатите знаења за делењето во ова видео, решете го работниот лист кој е даден во описот на видеото.